Ново издание од спортскиот магазин на Трибина на М-нет телевизија. Спортски поздрав. Вечера разговараме со младата борачка Андреја Нисева за сите нејзини успеси, настапи како на државни, така и на балкански, европски, светски првенства. За почетоците на нејзината кариера, зошто токму овој спорт, а не некој друг од оние традиционалните како што е фудбалот, можеби кошарката, одбојката и така натаму. Каква е нејзината поддршка, каков е патот да се стигне до вакви големи резултати кои што ги има Андреја Нисева. Одиме со краток джингл, па се враќаме во студио и да го проследиме разговорот со младата Андреја Нисева. По краткиот джингл, почитувани гледачи на спортскиот магазин Трибина на М-нет телевизија, се враќаме назад во студио. Вечерва гостење Андреја Нисева од боречки клуб Олимпија. Зборуваме за сите нејзини почетоци како кариера и се она кое што го носи нејзината кариера, бидејќи зборуваме за еден доста успешен млад спортист. Најпрво благодарност до тебе за прифатената покана и ете вечерва да разговараме за се она кое што значи Андреја Нисева во борењето. Здраве, најдов. Ќе започнеме од почетоците, со оглед на фактот дека си млад, меѓутоа доста успешен спортист. Како идејата и зошто баш борење, не некој од оние стандардни спортови како што одбојката, кошарката, фудбалот можеби? Баш борење, поради тоа што мојот татко исто така беше бивши борач. Гледајќи ги неговите медали и пехари, се јави желба и јас да станам и да имам дел од тие медали и пехари кои ќе стоат на моја лична полица. Баш борење, уште од мала бев темпераментна и сакав да бидам прва и борбена и затоа не ги делев спортовите на машки и на женски, се што можат машките можам и јас. И секогаш мислев дека сум подобар од нив и бидејќи борењето има стереотип дека обично е машки спорт, така. Затоа почнав борење, почнав на 10 години и немам намера да запирам скоро, не. Ајде, бидејќи сме на почетокот од тоа како започна, можеби се сеќаваш прв пат кога влезе во сала или прв пат кога облечете, да речем, дрес, нели, за да се прв тренинг, прв надпревар? Не, јас како помална не мислев многу што правам, влегував на душекот и правев што можам. Најдобро првиот пат кога влегов во салата, знам дека нашата сорњача беше многу мала, беше составена од душици кои се спојуваат и беше почетокот на клубот кога се оствари, тоа беше тежок период. Така. Трениравме, например, помалата група ќе тренираше надвор, поголемата внатре, потоа поголемите надвор, малите внатре. Ама почетоците најпрви ми беа со мојот татко. Тој ме мотивираше и ме тераше да работам напорно со цел да го достигнам врвот. И ете, пополека некако успеваш кон тоа. Ајде хронолошки го ќе се движиме на сето онако што е во твојата млада кариера, доста успешна, морам уште нешто да потенцирам. Да направиме едно резиме на сите први официјални надпревари кои што ги имаш или настапи каде што почнуваш веќе да освојуваш медали. Најпрви тренирав прво 3 месеци. И потоа решија да ме однесат на еден контролен турнир во Скопје. И таму за прв пат го облекував борачкиот дрес, за прв пат стапив на душекот официјално. Уште првата акција ме фрлја мене, поради тоа што не ги знаев правилата. И потоа мојот татко почна да вика од агулот дека морам да се борам, морам јас да освојам поени. Значи секоја силна мотивација. Да, секојаш е бил тука потпора и секојаш ме е држал на нозе да продолжам понатака колку и да е тешко. И секојаш ги кажува реалната страна на овој спорт. Првиот турнир го завршив со прво место. И тоа ми беше огромна мотивација и мотив дека можам и дека знам што правам, дека можам понатака да продолжам со овој спорт. Потоа вториот турнир исто така ми беше во Прилеп. Там за прв пат се сретнав со надпреварувачка која е надвор од државата. И значи тоа е првата меѓународна борба. Да, прва меѓународна борба и исто време и финална. И ми беше
доста интересно, поради тоа што насред борба противничката излезе од душокот, поради тоа што им беше лошо. До тај степен сум била добра да и се слоша на неа. И јас така си го замислувам и потоа се соочив со првиот пораз, бидејќи ме беа ставиле со поголеми и потешки од мене. Иако ми беа поголеми и потешки од мене и изгубив, јас се разочарав. Но секогаш беа тука тренерите да ми кажат дека во овој спорт ќе има многу порази, ќе има и победи, но важното е да се вратиме назад и дека денеска ќе бидеш прв, а утре не си никој ништо и дека мора да продолжиме натака. Колку Андреа Нисиева од денешна перспектива ги прифаќа поразите? И колку ете се разочароваш ако некој дојде до пораз? Тешко. Јас сметам дека многу се трудам и многу тренирам, навистина давам се од себе на секој можен тренинг. Секој тренинг, дури и поразот на тренинг боле, замислете поразот на надпревара, поразот на тренинг кога губам например од машки или од постари од мене, секогаш боли, секогаш велам дека треба повеќе, секогаш велам дека нешто не е било во ред тој ден. И секој ден давам се повеќе и повеќе. На официјален надпревар, кога станува збор за пораз, тоа боли најмногу. Мотивацијата најголема првите неколку месеци, првите неколку недели, потоа и да немаш мотивација следува дисциплина која е стекната со времето на таа мотивација и со тие чекори кои ги даваме секој ден повеќе и повеќе се надеваме на недоброто. Тренерот постојано вели секој труд ќе се исплати, само треба да се дава се повеќе и повеќе, бидејќи без труд, без работа не можеш да очекуваш нешто да ти падне од небото. Така. И сега колку, бидејќи си девојче, спомнавме, како можеби твоите другарки во тоа време ти прифати дека го одбара борењето и дали можеби од денешна перспектива, ако направиш едно резиме, е тежок овој спорт, можеби опасен, бидејќи гледаме дека има девојчиња кои што се колева дали да започнат, дали како што спомнати дека нема нели машки и женски спортови. Порано постарите жени ми велеа зашто баш борење, јас имав баба која велеше да ме запишат на игроорна. Оти, нели, борењето е машки спорт и како тоа. Денешните генерации се повеќе кон тоа да се израмнат машките и девојчињата и затоа кога ќе кажам дека тренирам борење, обично девојчињата се доста горди на мене и многу ми е мило кога ќе видам таа насмевка на лицето кога ќе кажам дека тренирам спорт што бил наводно машки. Веќе тој стереотип се губи и веќе се повеќе и повеќе девојчиња сакаат да тренираат борење и не само борење и на пример како други машки спортови што го имаат истиот стереотип бокс, кикбокс, џудо, карате. Почнуваат девојчињата се повеќе и повеќе да се интересираат за тие спортови поради тоа што е очигледно дека се што можат машките, иако биолошки сме поразлични, со доволна мотивација и доволен тренинг го можете женските. Така и сега спомна дека има поголем интерес. Дали во тоа време кога ти започна беа многу помалци девојчињата во однос на денес? Да, беа помалце. Реално во мојот клуб имаше многу девојчиња, но повеќе девојчиња дојдоа на почетокот пред тоа што се оформи клубот, имаше преголема конкуренција помеѓу нас врсничките. Секој ден, например, ако јас изгубам од некој од моите клубски, утре ден така сакам да победам или ќе тренирам цел месец за да можам да земам поен на истата противничка или ги учам незините техники и обично се правевме конкуренција сами меѓу себе и со тоа некош ги надминувавме и машките. Порано само одредени девојчиња велеа дека тоа е машки спорт и ќе те гледат осудувачки, ќе те осудуваат поради тоа што едноставно не се научени дека не постојат граница помеѓу машко и женско. Така и сега оние кои што девојчиња можеби се колеват дали да започнат, да дефинираме дека сепак не се работи за така опасен спорт како што многу мене го замислува. Не се работи за опасен спорт, дури со овој спорт се отвараат сите врати во животот. Самото тоа што ќе кажеш дека тренираш борење, веднаш луѓето имаат респект спрема тебе, поголем респект спрема тебе, поради тоа што
Не е лесен спорт. Буквално не е лесен спорт. Секое легнување рано, секое станување рано ти значи, секое јадење, секое излевање. Во овој спорт треба да се даде жртва. Од тај аспект е тешко, ама вака помага поради тоа што градиш најпрвен карактер, дисциплина, градиш самодоверба, немаш страв од тоа што ќе се случи или било што, градиш тело, здрав дух, здрав начин на живот градиш и тоа. Така. И сега да навлеземе подлабоко во темата веќе на освојување на медалите. Да започнеме прво со европски првенства кои што ги имаш. Имаш неколку настапи на европски првенства, последното кое што беше практично пред неколку дена освоено сребро. Хронолошки од првото па додеме кон последното. Кој од овие 5 месечини европски првенства беа, кој беше најтешкото? Најтешкото ми беше во 2023-та. Тогаш освоив трето место. За прв пат освоив медал. За прв пат беше јас бев првото девојче општо во Македонија да освои медал на европско првенство. Не знам колку луѓе се биле свесни за тоа. Уште првата борба ми беше, уште првите буквално минута време, јас ја губев борбата со 7 поени разлика. Веќе во втората рунда, поради тоа што цело време гонев, цело време бев ја таа што напоѓам, успеав да го изрмнам резултатот, дури и да водам. И тоа беше само првата борба и ги изгубив сите сили во таа прва борба, потоа дојде борбата со надпреварувачка од Грузија, која за жал ја изгубив за тесен резултат. Потоа за репасаж имав борба со русинка, обично Русија во борењето е позната како доста добра земја и огромна конкуренција, ја победив. Потоа во борбата за трето и за пето место се борев со надпреварувачка од Полска, која до ден денес уште се бори прекрасно, зима медали на сите меѓународни турнири и на сите европски учествува. Исто така ја победи со тесен резултат од 4-4 и за прв пат земав медал на европско првенство. Моето прво европско беше во Загреб, во Хрватска, на кое изгубив. Најпрво ја победив борбата со Молдавија, потоа изгубив од Финска, но тоа беше се искуство. Прв пат излегувам на толку големо првенство и возбудата беше преголема. Очекувањата исто така беа преголеми. Јас мислев дека ќе бидам супер, ќе бидам одлично, се убаво ќе помине, ќе си одам дома со прво место, но тогаш дознав колку е само тежок спортот борење и колку само е тешко да се дојде само до финалето на европското првенство. Во 2023-та, како што реков, го освоив првиот медал во Унгарија во Капош. Во 2024-та беше тешка година за мене, реално исто така тогаш имав и многу тежок ждреб и успеав да победам првата борба, но потоа натака едноставно самата се укучив и блокирав и не можев натака да се борам, дури сите примети дека нешто не е во ред со мене. Од тогаш 2025 и 2026 сум ги посветила години само на борење, станувам борење, легнувам борење и во 2023 европското се одржа во Скопје, во Македонија. Исто така конкуренција огромна. Првата борба ми беше со медалистка од светско првенство и успеав да ја победам исто така со тесен резултат. Што е голем успех веќе тука. Супер успех. Јас не сакав воопшто не сакав да видам со кој се борам, бидејќи јас ја знаев противничката, но не сакав да се преоптеретувам со фактот дека што освоила или како ќе се борам. Само излегов, се борев и го очекував најдоброто. Потоа се надпреварав со борачка од Франција. Добра борба, исто така една борба која ја поминав за прв пат да стигнам до полуфинале. Во полуфинале се сретнав со надпреварувачка од Турција, која исто така светски медалист, европски, 2 пати прва на Европа и од неа изгубив и потоа за медалот за трето место се борев со надпреварувачка од Шведска, која ми беше доста тешка борба и многу емоции се
покажа во таа борба, многу поддршка од страна на мојата фамилија, тренери, на моите клубски пријатели, покажа огромна поддршка. Самото освојување на тој втор медал и самото гледање кон трибините, сите вреска, скока, те аплодираат за тебе, беше огромно искуство. И сега последното европско првенство беше доста тешко, мислам дека ќе го памтам за секојаш едно од најтешките, исполнето со емоции, исполнети со радост, исполнети со тешкотија. Уште на самиот старт, мојот најпрвен ждребот ми беше апсолутно катастрофален. Значи, сите што можат најсилни да бидат во таа категорија беа кај мене и тренерот рече дека ми бил одличен ждребот. Ждребот ми бил супер и ќе поминам супер, само за да не се испушам, да не ме демотивира или било што. Првата борба ми беше, да не речем, доста лесна. Со надпреварувачка од Македонија. Ја победив 10-0, потоа со борачка од Белорусија. Исто така Белорусија позната земја по борењето, особено женското борење. Провладуваат светски шампиони, олимписки шампиони, европски, прекрасна техника и најпрвен борбата почна со 1-0 за мене, но потоа се израмнивме и со 11 секунди до крајот на борбата успеав да земам 2 поена и да ја победам борбата. Таа беше една од многу тешките борби, но по завршување на борбата имаше толку многу среќни и интересни моменти. Ги гледам трибините и таму целата моја фамилија, луѓе кои ме поддржуваат и ценат и ми беше прекрасно. Тој и дава дополнителен мотив. Да, ми беа наслозени очите. Потоа имав четврт финале со надпреварувачка од Грузија. Исто така беше тешка борба. Првите неколку минути губев 3-0 или 4-0, потоа успеав да ја поведам јас. Во полуфиналната борба се сретнав со надпреварувачка од Финска и таа борба исто така беше многу тешка. Полуфиналната борба ми беше многу стресна, поради тоа што самото минување на полуфинале значи медал, веќе имаш или си прв или си втор. Так. И ми беше доста важна борба. Имаше неколку секунди кои беа критични каде што можев да изгубам, но успеав, победив и таа среќа беше неопислива. Самото тоа што влегов во финале и ги израдува сите мои пријатели, ми израдува мене најмногу, поради тоа што за прв пат минам финале и го ценам и го мислам тоа за некое искуство и бев толку уверена дека штом веќе минам финале, ќе можам да се изборам и за златото. Ама, ете, од преголема возбуда во финалната борба избрзав, направив огромна грешка и таа грешка ме кошташе златен медал. Но сепак е искуство големо за огромно искуство. Излегувам од салата луѓе кои не ги познавам или луѓе кои не се ми правиле досега мобет, не се ми рекле здраво, никогаш до сега дошле до мене, ми честитаат со полно срце и уште поголема мотивација за победа, излегуваат тренери, расплакани, нели, до половин со солзи во очите и ми беше многу мило. Од ова се големи успеси кои што ги имаш, со оглед на фактот дека си доста релативно млада и пред тебе предстои блескава кариера. Настап имаш и на балканските првенства, ми се чини 4 златни медали. Како е конкуренцијата, нели, сега кога одиш од балканско на европско првенство? Спомна дека, нели, кога ќе паднеш дреп, правиш, гледаш дека некој доаѓа со освоено, нели, злато или сребро, бронза на светско првенство. Колку кон тебе гледат така другите противници? Сигурно гледат и за мене така, тоа е 100% се гледа и по борбите. Секоја техника која што јас работам, тие ја следат и внимаваат на тоа се гледа, посебно сега со тоа што можеме да ги гледаме било кои борби во било кое време, се уште станува потешко, иако сум медалист на Европа, иако имам сребрен медал, не застанувам веднаш на пауза или било што, нема никаков одмор моментално, поради тоа што
сите противници мои ги чувствувам дека ми дишат во врат, буквално ми дишат во врат, поради тоа што и тие тренираат, и сите што сум ги поразила сега, Ќе сакат да се реваншираат. ќе сакат да ме победат после и затоа мора уште по јако да се тренира, а конкуренцијата од европско до балканско има доста голема разлика, поради тоа што моето прво балканско беше доста интересно, поради тоа што беше со противничка која во тоа време, поради тоа што јас толку знаев борење и во тоа време беме како конкуренција, доста слични и имавме борба во финале и успеав да победам и јас мислев дека тоа балканско да победеше нешто многу вау, големо. момент, многу големо и реално е супер успех, голем успех. И до сега сум настапувала 4 пати на балканско и 4 пати сум освоила златен медал и зависи од тоа кои држави дошле на тоа балканско првенство, например, првите години Турција не доваѓаше на балканските првенства, но потоа од кога почна Турција да доваѓа, сите други земји почнува да паѓат, например, ако некој од Македонија е бил прв, ако има некој од Турција на неговата категорија, таа година ќе биде втори или трет. Така, значи конкуренцијата се зголема Да, само точно на и сега спомна 4 златни медали, што е потешко да се освои првото или да се одбрани бидејќи веќе доаѓаш нели со респект од сите бидејќи веќе си всушност нели актуелен првак, да кажам, балкански првак со златен медал освоен од претходната година. Тоа е никош не сум размислувала така, поради тоа што тоа е само психа, никош не сум размислувала дека така треба да задржам нешто јас, и за секој спортист не е исто. Буквално не ме интересира што дали ќе зачувам или нема да зачувам, посебно сега вие години. Може би тоа за возрастните, за сениори или Так. за оние што се поголема возраст, што имаат поголема конкуренција, тоа е важно. Ама на вие години не сум се запрашала тоа прашање. Да, има моменти кај што велам ете, треба да бидам прва сега, онаа година сум станала прва, морам и сега, нели, да не се избрукам тука. Ама многу ретко. Реално потешко е да освоеш прво место од колку да освоеш, например, трето, поради тоа што веќе се соочил со пораз. И, например, тоа повеќе ми било на мене у мојата психа, да речем, или у мојата Така. глава, него ли да задржам прво место. Така. И сега имаш настапи на светско првенство, таму каде што веќе конкуренцијата уште поголема, уште меѓутоа со оглед на фактот дека имаш големо богато искуство како нели во рамки на државата, така и во рамки на балканско и европско, претпоставувам дека во ќе се цели кон што подобри резултати и на самите светски првенства. Да, моментално првото светско ми беше чисто искуство и морам да признам дека на првото светско излезе доста, како да кажам, изгубена и доста збунета, поради тоа што ќе речат, например, други, како ќе настапам јас, колку ќе биде силна она или било што. До сега, тоа се биле прв пат мисли што никош до сега не ми улезеле у главата. Ама сега мислам дека за второто светско ќе дам се од себе и нема да биде исто, нема да ги поставувам тие прашања што не му требат на ниеден спортист. Оти секој спортист се труди колку што може и секој спортист треба сам да си го цене трудо, сам знае колку може и самото тоа што ти се трудиш, реално и тај други се труди до тебе, ама мора да си го ценеш трудо, самото тоа што ти ќе се ценеш, ќе те донесе до победа. Спомнавме ова спорт каде што треба голема дисциплина. Да. Колку факт е дека си премногу посветена на дисциплината, на самата техника, на градба и слично, меѓутоа колку од друга страна пак овој спорт носи кон да те изгради како личност во животот, приватно зборувам, нели да те научи на дисциплина, спомна рано легнување, рано снување, кој е некоја твоја рутина која што има секојдневна и дали може да се постигне се она, дали има доволно време во текот на еден ден, бидејќи си нели одеш на училиште, треба тука си добар ученик, треба се постигнат добри резултати и така натаму. За да бидеш најпрвен професионален спортист и борач, најпрвен треба жртва. Некои од навиките кои сум ги изоставила е, например, основно, например, исхраната. При тоа што јас беше дете што се хранеше многу нездраво
и само тоа што се хранеше нездраво, имаше нездрав начин на живот, немаше никаква рутина. Сега самото тоа што почна самата исхрана ме натера да си изградам рутина, например колку сато ќе јадам, што ќе јадам, после што ќе пазарувам или например колку сато ќе станам, колку време ќе треба за таа храна да се свари кај мене. Имаше период кај што цело време изоставуваше излегување со пријатели, излегување со другарки, иако ми беше најпрвин криво, ама секоја таа жртва после се исплате и обично тренерите ме советуваат дека иако сега колку и да е тешко сега, понатаму во животот тоа се ќе ти биде полесно, бидејќи веќе имаш оформена кариера, дај Боже, и веќе ќе сите врати ќе ти бидат отворени. Има деца што се забавуваат на вие години и што излегуваат, мои врсници и се. Например, седам дома, одмарам за нареден тренинг или имам надпревар и треба да се концентрирам или имам тренинг тај период. Ама после натаку живото, например, не знаат што се запишат, не знаат дека доодат, го немат ништо правено сега во живото, немат никаков интерес за ништо, а секое дете има талент за нешто, мора да има интерес за нешто, мора да се пронајде нешто у него со што ќе се занимава натака, ако ништо друго, ако например не е добар ученик или било што, или не му иде школото, 100% сум сигурна дека има талент за нешто друго, дали тоа ќе биде спорт, дали тоа ќе биде уметност, дали тоа ќе биде некои делови на музика. Секое дете си има талент што ќе го граде од мали години или ако нема талент ќе му се оформи натака. И затоа борењето се трудам што повеќе да го задржам до мене блиску. Што повеќе ќе се трудам рутината да ми биде иста, например станување рано, например одење на тренинг, после школа, враќање дома, па на тренинг, одмарање, например учење или било што, после па на тренинг. И така ми минат некако деновите секој ден. Ама секој ден помине една иста мисла, тоа е медал на светско, медал на европско, главен медал на олимпијада, поминува секој ден низ главата како цел, и да, како цел, и без разлика на тоа колку е тешко, самата таа помисла дава мотивација и само и тој труд што сум го вложила или зашо сум почнала воопшто за борење ми се врта во главата и некако стане психа. И дури денови кога што треба јас да одмарам, некогаш отидам надвор, например шетам како не знам, мислам работи што ми го заморуваат мозокот буквално со тоа што ќе направам во животот натака, колку да се потрудам, дали е во малку, дали треба повеќе и слично. Тоа стане рутина. Така, и сега што на рутина која што ја правиш пред секоја борба? Ете, нели спомнавме светски, европски, балкански првенство, што на клучно кое што го правиш можеби ден пред самата борба или неколку часа пред самата борба, не знам, можеби слушање на музика, читање книга, да се тргне телефон настрана социјални мрежи. Колку ете, особено за младите, колку ете Андреја Нисева посветува време на социјални мрежи, на Facebook, на Instagram, на телефон? Надвор од например надпревар или било што, да, доста посветувам време на социјални мрежи како и секој друго дете моја генерација. Ама за време на надпревар, например за последното европско, така, оставив го телефонот и сите социјални мрежи, остави се и мислеше дека ќе се помрднам, буквално седеше у тишина, седеше у собата, траеше и ништо не кажуваше и не знам, немаше никаква емоција у мене последните неколку часа, поради тоа што скроз изгаси. Обично се трудам повеќе да правам работи што се надвор од борењето, зборам ден-два пред надпревар, надвор од борењето. Например, излегувам со пријатели, водам разговор за некои многу, како да речем, бош теми или било што кој што кажал, кој што направил. Обично се понастрано од борењето за самиот стрес да се тргне од мене, да не го мислам, да не го мислам. И не знам дали е и со мене така, ама обично имам такви некои како традиции на борењето, например, пред надпревар одам на црква. Например, ќе се борам со вајдрес ми е на мене среќен, ќе се борам со вие чорапи се мене среќни, или такви некои суеверија што ги имаме. Така. И обично сум питувала и други надпреварувачки, и обично сите го викат истото.
Или, например, некој си носа со него како мајлија или Така. кршче, например, јас си носам цело време, што мислам дека ми држе среќа или било што и тоа е едно што го правам пред надпревар. Друго што правам пред надпревар, обично кинам кила цело време. Нема надпревар кај што јас не сум кинала барам 1 до 2 кила. Не Колку се тешко дозволувам. тој процес? Зависи колку кила треба да кинеш. Јас сум Колку веќе најмногу кила имаш скинато? Или симната или? Највеќе 6. Највеќе. Тоа беше првото европско, ама од тога натака тренерите ме советуваат нон-стоп да си ја држам килажите, затоа тоа беше главната причина зашто се ја смени. Да нема нели премногу исхраната, да не губам премногу сила или било што, и сега килограмите ми се постојано исти и колку и например да забушавам некој пат со исхраната, после брзо ги врнам. И мислам дека тоа е клучен фактор за секој спортист, поради тоа што самата исхрана не е само за тоа колкава ти е тежината или колкава маса имаш нели на мускули или на мрсноти, исто помага у рехабилитација на мускули, помага у само тоа емоција што ќе доживееш во текот на денот, како се ти осеќаш во текот на денот, дали ќе бидеш среќен, дали ќе бидеш тажен, дали нема да се прави ништо, дали ќе имаш премногу енергија, тоа зависи од храната секој пат. И затоа исто така пазам например како се исхранувам у текот на денот, например дали ќе имам стабилна енергија у текот на цел ден или ќе ми падне например усред ден енергијата, што како да поправам, например без да пијам нешто што не е за мене, например енергетски пијалци или било што. Кој е омилен поедок или омилена храна за ручек? За ручек нешто месо повеќе Јас сум човек што обожава месо и обично за ручок месо со некоја салатка, 90% да е пилешко или било што, или некоја манџа направена од мама, ама обично да е се домашно. Значи преферираш домашна храна? Да, домашна храна. Е сега она тема која што најаве вклучната, а тоа е дека нели читаме во медиумите, сите пишуваат, објавуваат и така натаму, Андреја Нисева настапува под знамето на Бугарија. Ние претходно нели сме збореле доста на оваа тема и зошто тоа е така. Еве можност да ја отвориме таа тема, да поразговараме во финишот на самата емисија, во клучна тема на оваа емисија, зошто тоа е така и зошто Андреја Нисева не е настапала под знамето на Македонија. За таа тема јас не сум тука да зборам, јас сум тука да зборам за спорт. Обично ако го некој интересира тоа, ако има интерес во таа тема, може да си ги праша претседателот на федерација и на спорт. Јас сум тука да зборам за спортот, за мојата кариера, за например за мојот клуб или било што, ама за тоа не сме тука. Така. И сега да финиширам, бидејќи спомна, интересот кај девојчињата е голем. И колку можеби кога ќе се вратиш на училиште со освоен медал, децата те прошуваат за тоа. И дали можеби, не знам, можеби се раѓа кај нив сега некоја љубов кон борењето? За раѓање на љубов, за кон борење не знам многу, тоа секој зависи од дето, ама можам да видам гордоста, например, посебено на девојчињата кога видат дека сум освоила медал или tukав голем успех, толку среќа у нивните очи не сум видела никогаш до сега, посебно на последното европско, огромна поддршка. Нема осудување, дури деца кои не ги знам ми дават поддршка, буквално се горди на мене, горди што сум ми другарка, пријателка, што например учат заедно со мене или одеме заедно на школа, ама самото тоа што сум замала медал не ме прави нешто повеќе од другите, например мои врсници или врснички, и ако треба да, например, да излеземе надвор, не сум така со дигната глава и кажам јас сум повеќе од вас, туку сум цело време израмнета со сите. Така. И ако треба совет, например, они да барат од мене или ја од нив, секојаш сме тука, секојаш сме едно, ама ако стане збор за спорт, се многу горди на мене и многу ми е мило што имам таква поддршка, бидејќи за спортист едноставно поддршката значи, особено неговите најблиски, најпрвин, па потоа од сите други. Самото тоа што после финале, например, ќе дојде и ќе те прегара некој, ќе ти каже честито или било што, значи многу. Самото тоа што ќе дојдеш на училиште и ќе те гледат сите со светкави очи, ти велат браво, полни душата. Полни душата.
И сега серија на кратки прашања, која можеби победа која што барем нели досега ќе ја паметиш најмногу или била најтешка? Најмногу ќе ја памтам победата на еден меѓународен турнир со надпреварувачка од Турција, во која губев 4-0 и во последните 10 секунди успеав да земам 4 бода и да победам на нејзин домашен терен. Тој турнир беше претежок и обично е како контролен турнир за европските и светските првенства и таа победа ќе ја памтам за секогаш. А кој е можеби поразот кој што најмногу боли? Или најмногу мотивирал за војнина? Последниот пораз кој го доживеав, јас мислам дека ќе го памтам за секогаш и додека не вратам на мојата противничка нема да се откажам, поради тоа што изгубив на моја лична грешка, поради тоа што изгубив злато и поради тоа што се разочарав помалку самата јас, но во исто време добрата страна на овој пораз е што мотивацијата моментално е преголема, можам да кажем, и немам застанато од кога се вратив од ова европско и не планирам да се случи ова повторно и ќе тренирам уште повеќе. Дали спомна губиш 4-0, успеваш да ја добиеш борбата, дали можеби сама некако се мотивираш во тие моменти? Мораш да се мотивираш, само тоа. И што најчесто практикуваш за да се мотивираш? Самото тоа што губиш, ти се зголемува адреналинот и мораш да земеш поен. Обично во тој момент почнува да ми се мрда цело тело само. Мислам дека не измислувам веќе што треба да правам освен да земам поен, да земам поен. И таа борба ми беше доста тешка. Јас го гледам веќе времето, гледам дека имам 10 секунди и само го слушам тренерот како вика по мене најгласно од цела сала: Андреја, мораш да земеш поен. И немаше што да правам и го направи нешто што мислеше дека ќе успее 100%, што не сум го направила у првите 3 минути, туку го правам последните 10. И направи го тај захват и плюс уште ден, затоа 4 бода не се малку, 4 бода се доста многу бодови. И во тие моменти обично е важно за еден спортист да не губе надеж, претоа што многу спортисти веќе гледат дека например нема време или губат и остават се и леле веќе сум изгубил и толку, наместо да се борат до последната секунда. Обично тоа е мотото на целиот спорт, да се бориш до крај. Да се бориш до последната секунда и за кој ќе се исплате, за кој не, ама најважното е да не губиш доверба во тај момент дека можеш. За цел тај труд да не ти пропадне во вода. Дали може и некој друг спорт си практикува освен борењето? Јас прво почнав со кошарка, многу случајно, бидејќи имав пријатели од моето училиште кои одеа на кошарка и гледав на телевизија и имав многу интереси, сакав да одам фудбал, сакав да одам кошарка, сакав да одам, не знам, бокс, ама самото тоа влегување во салата за борење ми беше прекрасно искуство. Самите медали кои ги има татко ми дома беа доволна мотивација да кажам дека можам повеќе. Самото тоа што бев доста темпераментна и да кажам, се тепав со сите машки на училиште, ме доведе денес да сум тоа што сум. Кој е најдраг медалот е? И колку медали можеби ако ја имаш бројката ги имаш освоено или наредено веќе на твојата полица? Немам никаква идеја за тоа колку медали имам. Имам многу драги медали. Последниот медал е еден од нив, ама уште побаво ќе беше да беше нели златен, например. Добро, тоа е сребрсто, има сјајно злато. Да. Исто драг медал ми беше медалот од Европското првенство во Скопје, бидејќи за прв пат осетив таква поддршка од моите блиски, можеби и поради тоа што беше во Македонија одржувано, исто така ми беше мило. И исто има медал како помала каде што се борев со машки и ги победив и освоив прво место и тоа ми е еден многу драг медал и мислам дека тај надпревар ќе го памтам за секогаш и тој медал ќе го памтам за секогаш и помнам резултатот на секоја од една од борбите, иако беше одамна. Во тој момент мислев дека
сум на врвот на се, бидејќи победив машки, бидејќи... Како реагира машките, бидејќи и може би има страв кај нив се, доаѓа некој девојче и не победува сите нас. Обично првите неколку часа пред да почне преборот ми се смејува, поради тоа што ќе се борат со девојче, нели? Не ме ни ставаат. Со подценување, така. Да, не ме ни ставаат на умот дека можам нешто да направам. Имаше машко кој е доста добро, доста врвен спортист, многу добар борач и беше како се гледаше од него дека тој ќе стане прв на тој турнир и затоа беше донесен там. И првата борба ми беше со надпреваравач од Грција, го победив 8-4. Втората борба ми беше со надпреваравач од Бугарија, победив 10-0 и последната борба ми беше со надпреварач исто од Бугарија, кој е денес доста врвен спортист. И го победив 4-3, доста десен резултат. До последните секунди се боравме, иако бевме помали. Желбата за борба се гледаше на душекот, цела публика ечеше од трибините, сите се радуваа, беа едноставно во шокирани бидејќи девојчето победило момче и јас бев многу горда на самата себе, моите клупски беа горди на мене и исто така и моите тренери. И претпоставам веќе машки се гледат со поинакви очи веќе. Да. Потоа на почетокот на турнирот мислам дека не ме ни забележува во салата, но потоа сите очи беа свртени на мене. И уште две прашања кратко, што следува од денес па натаму за Андреја Нисева, кон што се подготвуваш? Се подготвуваме за светското во Баку, Азербајџан. Андреја Нисева следат подготовки, следат тренинзи, следат работа и тоа се да биде у континуитет и се очекува се најдобро. Што е зацртана цел како кариера која што сакаш да оствариш? Како кариера за секој спортист, јас мислам дека е медал на Олимпијада, злато на Олимпијада и нешто што е тешко да се освоја, ама целиме кон тоа секој ден е тоа прва мисла на главата наутро и последна мисла на вечер и се надам дека ќе успеам. И за крај една порака од тебе кон сите млади девојчиња и помали од тебе, како да го следат твојот пат, ако го сакаат борењето, што ќе биде твојата мотивацијска порака до нив? Ако сакаат борењето, да бидат спремни на жртва која ќе ја дадат сега и да бидат после спремни на раскошен живот ако се вложили доволно труд во тоа што го прават и ако не е борење, да вложат максимален труд во тоа што го сакат и да не се откажуваат пред било која препрека која ќе излезе на патот. Одлично, благодарам многу за твоето време, многу среќа во Азербејџан и остварување на сите цели. Благодарам. Ово беше разговорот со Андреја Нисева, краток џингл, па одиме да се одјавиме од емисијата. Ово беше разговорот со Андреја Нисева, што го подготвивме за ова издание од спортскиот магазин на Трибина на една телевизија, кој што од самите почетоци го посветивме на македонскиот спорт. Ово што е пример за млад талентиран спортист кој што низи огромни успеси. Слушнавме и видовме целата онаа спортска приказа на Андреја Нисева од низините почетоци кон сите овие големи успеси кон што цели, а тоа е секако нели како за секој спортист, како што рече младата Андреја Нисева, освојување на злато на Олимпијада. Ово беше секој што го подготвивме за ова издание од спортскиот магазин Трибина. Останати понатаму со програмата на МН телевизија до следното издание на Трибина.